Граѓаните и екоактивистите кои го блокираат пристапот на камионите за собирање и транспорт на отпадот кон градската депонија продолжуваат со протестот и непрекинато повеќе од 200 часа го контролираат минувањето на возилата на крстосницата кон Пониква и кон селото Бели. За да не се злоупотребуваат и извртуваат нивните ставови, рекоат дека нема да даваат поединечни изјави, туку настапуваат колективно, а јавноста ќе ја информираат на наменски пресконференции. При денешната посета што Канал 8 ја направи на пунктот каде што се одвива протестот, присутните информираа дека не се откажуваат од своите барања со кои јавноста е веќе запозната, а дел од нив почнуваат и да се исполнуваат. Според она што може да се забележи на терен, 4 од 5 барања што се доставени до градоначалникот и председателот на Општинскиот совет се исполнети или се во фаза на реализација. Од страна на комуналното претпријатие Водовод обезбедена е 24-часовна стражарска служба на влезот на депонијата, која не дозволува пристап за неовластени лица. Се работи на расчистување на теренот заради поставување ограда кај главната капија, а потоа и операторот ескаватори треба комплетно да го огради останатиот дел од просторот. Исто така се поставуваат столбови со осветлување на сончева енергија, на кои ќе се инсталираат и камери за видеонадзор, што ќе биде достапен преку мобилен телефон. За сега неисполнето е првото и главно барање, да се поништи одлуката на владата со која до изградбата на регионалната депонија кај Свети Николе, отпадот од соседните општини Виница, Зрновци и Чешиново Облешево треба да се носи на депонијата кај Кочани, со што таа од општинска прерасна во регионална. Состојбата на депонијата во моментот е драстично подобрена во однос од пред 10 дена. Ѓубриштето е расчистено, обезбедени се големи количини земја за затрупување на отпадот, нема чадење, а механизацијата на конзорциумот Бехтел Енка се уште е на терен.